Федералните резерви на САД официјално најавија крај на програмата со која последните 2 години го намалуваа обемот на пари во економијата. Од 1 декември ФЕД ќе престане со повлекување средства од системот и повторно ќе почне да купува државни хартии од вредност, а тоа значи дека ликвидноста се враќа. Тоа е јасен знак дека ФЕД ја менува насоката и дека финансиските услови повторно стануваат полабави. Во 2019 година кога ФЕД направи стичен потек, биткоин се соочи со пад од 35% во наредните месеци, но тогаш ликвидноста се прелеа кон традиционалните пазари. Овој пат ситуацијата е малце поинаква. Сега имаме институционални инвеститори, одобрени биткоин ETF фондови и многу поголем интерес од јавност. Некои аналитичари веруваат дека токму овој потек може да биде почеток на нова фаза на раст со можен ценовен опсег од 130.000 до 180.000 долари до 2026 година. Сепак има и скептици, тие предупредуваат дека пазарот веќе го очекуваше овој потек, па ефектот можеби веќе е пресметан во сегашната цена на биткоин.